најстрашното нешто што можам да го замислам е дека има ли нашиот обичен млад човек пари да развива семејство, има ли пари да си дозволи домување, и тоа е целата поента. Многу малку се збори за тоа. Ова време се погодило, млад си брат сега, и тоа е тоа, и не е баш најако, ама тоа е тоа. И сега работата е дали сакаме да продолжиме уште 30-40 години да живееме во ваква сцена. Пак да не звучам како сега успот да снимаме, ама мислам дека оваа генерација може да преземе некоја друга улога и да тргне да работите во подобра насока. Одберете неограничен веб хостинг пакет од Zemi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. Zemi.mk. Поврзете се со Македонија. Next Gen Podcast. Како? Next Gen. Next Gen Podcast. Next Gen. Next Gen. Генерално не се ни многу ефективни гостувања, брат, пошто луѓето се пренаситени, брат, од политичка пропаганда. И затоа ние отидовме ускрз друга насока со што го гледаш на нет, као ти кине и сите тие работи. Пошто вака, брат, стандардна политичка, вакво маркетинг политички веќе не функционира, брат, мислам дека. Сега вие имате забрана за на телевизија, што гледате? Да, брат, и тоа помина цели избори без рекламирање. Без ништо. Да, без ништо. Без ни една секунда. А зашто тоа? Како, што е? Официјално зборам, официјалното е вака, значи има дупка, не официјално, значи неофицијално, неофицијално некаде да има, неќе, апсолутно, да. А официјалното е дека као има дупка у закон, и тоа вака многу просто ќе ти објаснам, има 100% од пари кои се предвидени за рекламирање, да, за избори. И сега тие пари, брат, ти идат од буџет? Да, идат од буџет и ги распоредува ДИК, Државна изборна комисија. Тие никогаш не легнуваат на сметките на партиите, туку директно како наменска сметка. Да, се алоцираат за во медиуми, да бидат платени таим слотови. И сега, например, имаш во 1 саат 10 минути политичко платено рекламирање. Значи тоа е некад регулирано све тоа. Да, и сега, например, имаш 100% од тоа време, ево тие 10 минути во саат. 45%. Тоест 4,5 минути идат за двете најголеми партии од опозицијата, тоест од власта, ВМРО и Вреди, Влен, нели, албанска. Аха, добро. Они се како поголеми од СДС, така или? Не, од спрема на власт. Свегаш двете најголеми од власта. Да, од власта. Добро, готово. И двете најголеми од опозицијата. Тоа сте вие и СДС. 45%, не, СДС и ДУИ. Аха. Тоа е заради парламентарните избори минатите. Кај што освоивме ние 6 пратеника. Да. И остануваат уште 10%. И законот вика 7% е предвидено за партии кои се во парламентот, тоа сме ние, кои не освоиле пратеничка група. Пратеничка група колку се? 5 пратеника. Ти треба да формираш пратеничка група. И сега ние имаме пратеничка група. Вие сте 6. Ние сме 6. И брат, нема како категорија во законот. И тоа е законска дупка. И сега во нормално општество, пошто не знам како ти опишам, брат, принципите на демократијата не се нешто што може да се бира. Во нормално општество таква законска дупка нема, постои, ќе се свика седници, ќе се коригира. И сега во најпроста форма законот не предвидува како категорија, они ни викаат као многу ни е жал, ама тоа е тоа и нема. Ама тоа се нема десено историја на Македонија, само затоа што законот има дупка. За да не биде така... Значи сега прв пат се применува тоа. Брат, прв пат у историја се применува на таков начин. Значи, до сега немало ситуација, не се дрзнала власт да постапи така цензорски. Еве, најпросто да не ти влагам у филозофија, тебе ти звучи ли логично, брате? Една партија, од сите што се и у парламент и вон парламент, само една да не може да се рекламира. Тоа звучи малце... Општо чудно ми целиот тој систем, са и како најаките највеќе добиваш, што знам тоа. Сега не знам како е устранство, како се општо, не е како така, се знаеш ли одвива у Германија, политиката, например, како е рекламирање, брат? Во Германија имаш, например, во општината или во градот, не знам кај, одреден простор као голем билборд, кој е наменет за политичко рекламирање, така? Добро. И ако има 10 кандидати, тој истиот простор се дели на 10 еднакви дела. Билбордот и сите на исто место се изложени со плакатите и со билбордите. Значи, потполно еднаков пристап до
механизмите кои државата им ги дава на партиите, затоа што тоа е поентата на еднакво учество на изборите, тоа е поентата е ние нели официјално да имаме размена на идеи што најмногу ги се допадне, некој е помафијаш човече у општеството кој може поише да покаже сила и тој да биде најсилен. Ама сега у Македонија си и законите така наклонети да бидат они. Значи спрема појаките свеси е на места. Апсолутно. И тоа е, ама жално е, жими се жално е затоа што не сме да се дешава, пошто ако на партија, например, не и дадат рекламирање, после ќе се десат цензури на други вакво слоеви на општеството, после било кое здружение кое ќе проба да делува општествено или медиум. Ние во историјата сме имале, не ги знам деталите, тоа нели големото затварање на Ајден, тоа не ги знам точно деталите, вакво за дека имало наводно и некои криминални тука спреги. Ама не сум сигурен, не сум ни судство ни затајување данок. Затајување данок уствари, да. За затајување Белија, данок, Рамковска, да. како се викаш. Да, ама ние имаме историја така на супресија на мисла, на медиумски простор, на политички чинители и ова е прв пат кога оваа нова власт така се дрзнува нешто малце да постапи интересно, спајси. Сега зашто те викнав ја тебе, иначе ние веќе си почнавме, обично на почеток кажувам епизода 56, Next Gen подкаст. Денес со мене, веќе веројатно го препознавте, Амар Мециновиќ, кандидатот за градоначалник на град Скопје, или што би рекле од поголемите партии милува да кажат татко на градот, тоа некако малце ми е смешно, а ти го кажам на малце, ти си многу млад и малце е крипи е малце. На градот, да. Прво те прашам како си? Фала ти многу што дојде. Ти благодарам многу на поканата, искрено, и мислам дека ќе имаме убав разговор, инаку како сум, топ сум. У завршни фази сме од кампањата. Не, знаеш зашо не е хаос, веќе ти кажам одма зашо не е хаос, затоа што кога се обелодени мојата кандидатура, пошто таа се обелодени, не знам, крај на август мислам дека беше, многу пред изборите и као ја објавувам ја кандидатурата и другари ми праќа пресметка уште колку дена останало до изборите и нешто пиша 6-4 се фатив за глава, али сега има уште 3 дена. Значи секој ден приказан за себе беше. Да, ама сега има уште 3 дена и многу сме задоволни од се што се дешаваше во овие изминатите 60 дена, затоа што успеавме се тоа што го зацртавме, успеавме да го направиме. А тоа е едноставно сам затоа што почнавме малце поофицијално. А целата поента беше да се даде една позитивна опција, затоа што многу долго многу е све темно и многу е очајно, ама сите знаеме дека е темно и дека е очајно. Да, мислам дека веќе да се убедуваме еден со друг дека е темно и очајно, дека нема поента, треба едноставно да се крене духот и малце да се влее надеж помеѓу нас. Не, сега зашто те викнав ја тебе и што прво ме инспирираш ја те викнам, искрено као некој што се бави со маркетинг, што има маркетинг агенција, искрено пристапот твој на маркетинг ми делуваше светски. Секоја пофалба за тоа, сега не знам каков тим сте, како се одвива тоа, ќе збориме се, ми изгледаше многу као освежување, многу позитивно ми делуваше. Од друга страна дознав дека си 96-та, што е некаде приближно сме генерација и кога стапив во контакт со еден твој пријател исто кој ми го даде бројот, ми спомнели во суштина нели дека јас носам луѓе што се од претприемништво и слично и му објаснив на него и на сите што не ми јасно, веќе и ретко ја фаќаме таа тема на политика, а треба, иако нели глуп муабет не се замарам со политика. Значи, у суштина јас сам секогаш да носам лидери и у тебе, у тие видеа некако видов прав лидер сега на нашава генерација што искача на оваа сцена, што е ќе пробаме денес да ја дефинираме, не знам ние што да кажам, измешано, чудно, од се по нешто, као некој освежување, лидер и чест ми е што си денес тука. Ти благодарам многу. И баш сам да отвориме доста теми. Прво што ме интересира, не истражував искрено многу, бидејќи кнап се договоривме и со 300 работивме. Како се најдем, ме интересира денес ти тука на оваа позиција за претендент за татко на градот. Амар Мециновиќ, од каде излезе? Малце, мислам, малце апсурдно на мене ми е секојдневие веќе затоа што кога политиката е многу динамична работа. Ама не сум единствен кој вакво се наоѓа во таква динамична атмосфера, затоа што Левица меѓу другото ќе дојдеме и до тоа како дојдов и во Левица и се. Левица е политичка партија во која доминира бројно младите, вакво едноставно доминираат во број. Ние сме генерално многу млади луѓе кои сме собрани на едно место
и делуваме политички. И можам да ви кажам дека едно нешто што е најтипично за политиката, ние делуваме во толку брзо темпо, што јас не можам да ти опишам. Значи, на нас годините наназад, кога ќе се вратам, пошто сум пратеник, сум бил советник, предходно исто сум имал политички ангажмани, активистички, значи на нас годините наназад ни се исполнети со денови кои се толку динамични, значи ние мораме цело време да делуваме на инстинкт, на прва, затоа што циклусот на вести е многу брз, се случуваат многу работи во општеството и за да бидеш релевантен, затоа што политиката е генерално трка за внимание на луѓето и тука нели се поврзуваат многу нешта и тоа е многу динамично и брзо. И сега дојдовме во една позиција каде што не знам за колку за твоите гледачи е познато во изминатите години што се има дешавано во политиката баш експлицитно, ама Левица имаше настап 2020 на парламентарни избори каде што освои 2 пратеника, а во 2024 освоивме 6 пратеника и во последните години и пол дена во парламентот сме единствената реална опозиција на власта. Значи СДСМ кои се некогашните нели владеачки структури на Република Македонија сега се во опозиција и Левица е најактивната опозицијска партија и сето тоа кулминираше во еден момент каде што ние како млади луѓе кои се што сме живееле досега било ВМРО и СДС и се што знаеме е истата оваа политичка култура. Јас се пресмеав кога слушнав од еден вакво твој колега новинар. Не, јас не сум новинар, подкастер. Да. Од Инфомакс која кажа вика кога ги прават спотовите, као овие стандардните партии онака ајде ставаме музика ставаше онака као inspiring, uplifting, epic, као тоа се некои стари форми на комуникација. Upbeat нешто и сега целата таа прича кулминира во тоа што ние сме политички факторизирани поради многу години на политички активизам и политичка борба, млади сме, знаеме точно како размислува младиот човек, знаеме точно и како размислува просечниот човек во Македонија, едноставно овој пат се решивме да излеземе со малку по нетипичен пристап на кампања. А зашо мислиш дека извини што ќе да прекам другите партии, зашо мислиш морам ја да забележам искрено и за постерите и искрено мислам дека ти тоа што го правиш од тој тип на видео маркетинг или тој UGC сега така познат некој тип на видеа што ги креираш, многу големо освежување за дизајните исто се окей кај вас, може и подобро, ма кај другите партии доста онако нели зборче америчко лейм некако се прави. Зашо мислиш дека е тоа и слоганите, мислам, сега критика нели као некој што се бави со тоа. Зашо мислиш дека не обрнуваат внимание на тоа? Веројатно имаат средства, има сигурно луѓе. Имам теорија. Значи мора да има нешто. Вака, имам теорија. Можеби не има целна група некој што го гледа или како? Ајде ме интересира. Не, значи ако ги видиш спотовите на пример на мојот против кандидат Орце Ѓоргиевски кој е ВМРО ДПМН, спотовите се како да се снимени во градината на Еден. Ја не знам како ти опишам, значи тоа мајки со деца, велосипедисти, баби, дедовци, сите се среќни. Значи апсолутно сите се среќни, он е нивен човек и сите тоа. И сега мојата теорија е дека веројатно на нив така им изгледа светот околу нив. Не знам како ти опишам, значи на нив им е све убаво. Си живеат лагодно, сега за автобуси сега, ќе се замарат кај црн автобус, која не влегол ни он во автобус, ни неговите колеги во автобус, што сакам да кажам е дека стварно постои туѓеност од народот и тоа можеме да ти го кажам веќе одговорно затоа што во институциите сум бил присутен во парламентот и во собранието, понекогаш кога зборуваат и кога дебатираат за обични работи, таа е неверојатно колку отуѓено звучи. Значи во својот кога се зборуваше за набавка на автобуси, се збори средношколците, цел град се вози со автобуси. Значи луѓе идат на работа, идат на факс, значи некако огромен и едноставно не живеат во истата реалност како поголемиот дел од луѓето едноставно сакаат да прикажат една слика на иделичност, пошто не може да се соочат со реалноста дека многу лошо се живее. Да, и за автобусите тотален хаос настани со ѓубрето, сега пред канцеларија, не знам дали виде континерот, ќе се удри човек во него, нешто се дешава исто, не функционира со ѓубрето, не функционира како што сум утек ништо у градот, последните 4 години. Беше Данила, сега нели официјално веќе нема гранчанци, сега сите се разрешени, сега се иде на избори, веројатно, значи веќе не е градоначалник, се уште е во моментот. Уште не е Данила. Иначе настана хаос и не ми се верува дека некои работи не се презима. Дали е
стварно толку тешко тоа. Ти имаш едно видео кој објасни дека најбаналната работа е јавен превоз и тоа што спомнавме средношколци апсолутно баш навече се гледат и жени некако угоени или работат по маркети. Кола е тешко да се допушти некој, не знам, што работи или што е млад као нашо може да допринесе повеќе и си пратеник се нели имате добри плати, она не се. Така е, за така тоа е, бе, вистина е, така е. Ние што пробуваме нели млади си имаме поише време, може да се потрудиш да обезбедиш за тоа, ама за луѓе што земаат плата, поготово ако видиме кои се платите кај нас, не може стварно секој да има кола. Ама не е ни поентата секој да има кола. Знаеш тоа е веќе до таа свесност и треба доправа да доимаме. Дали одиш, на пример, дали сите ние одиме во странство? Да. Функционира јавен превоз. Јавен превоз. Не е кул да имаш кола таму као. Значи поентата е ти да имаш кола или да немаш кола. Тоа е личен избор, окей. Ти може и ќе ја купиш и нема да ја купиш, веројатно и ќе ја купиш ако можеш, ако не можеш нема да ја купиш. Ама целата поента е што ти кога би имал опција во твојот живот да користиш јавен превоз кој што нема да ти кошта гориво за колата, кој што нема да ти кошта паркинг да најдеш, сервисирање за да патуваш, регистрација, 300 работи. Мислам, сегаш 300 работи, едноставно кога би имал функционален превоз, а ти тој превоз би го бирал. И сакам да кажам, еве, ти си зборел со предприемачи, ти си зборел со луѓе кои зборат за многу инвентивни работи, зарем мислиш дека Скопје не може да си го направи јавниот превоз? Случајно најдов на податок дека градот има буџет за 4 години 400 милиони евра. Малце повеќе од 400 милиони евра, 120 до 130 милиони евра годишно. Значи јас малце се изненадив од тоа, случајно најдов на тоа. Добро. Не сај нема едноставно за жал не се бавам со тие теми доволно, случајно буквално миналета случајно ми беше као wait a second, као не очекував дека затоа е веројатно и добра функција за тоа. Не, значи 120 милиони ама многу тоа се сериозни пари. Сериозни пари, ама многу. Значи што е проблемот со институциите во Македонија? Значи сите они има многу пари. Тоа е работата. Ти си приметил дека има пари? Апсолутно, екзектно. Има пари, светно нака ама цифрата. многу крадат. И тука лежи зајакот, затоа што тие 120 милиони евра наместо да остануваат во предпријатието, да остануваат во подобрување на услугите, наместо да се модернизира целата работа да иде напред, генерално парите на секој начин можен пробуваат преку аутсорснати услуги да дојдат некако разработени се приватни. Значи тоа е цел некако да се деси некој пат до приватна фирма, некако да може некој приклучок да се стави. Аутсорс. Некако да се аутсорсне услуга што може градот да ја прави за да стигне до братучет, чичко, другар, што и да е, нели, до некоја фирма блиска до тие што владеат и така се пумпаат парите од град Скопје, од Република Македонија. Сега конкретно, например, за град Скопје, можам и да ти кажам најлудата работа што е, например, град Скопје што има направено во поглед на тоа, е рекламниот простор на неговите автобуси и постојки. Значи, има агенција наша? Да. Значи, прво, во статутот на ЈСП пишува дека ЈСП може да биде маркетинг агенција. Тоа значи дека има деловничка можност да... Како државно предпријатие? Да, како градско предпријатие, да може сам на себе да си најде клиенти, да потпише договори со тие клиенти за рекламирање на автобусите и нели да добива пари за тој рекламен простор. И сега, во времето на Коце Трајановски, директорот тогаш на ЈСП Игор Јанушев, кој е тековен, моментално генерален секретар на владата, значи истите структури, како тогаш и сега, има подпишано договор со агенција за маркетинг на Дворешна да го стопанисува просторот на нашите автобуси и на нашите постојки. Ама нашите автобуси го имаат најатрактивното рекламно место во градот, ако размислиш. Значи, он иде, например, петка иде од Ново Лисиче цел град. До цел град. Да, поготово за тие линии се поскапи многу. Да, мислам, значи тексом како. Така, значи тоа се најатрактивните рекламни места во градот и ЈСП не добива речиси ништо. И за сето тоа добива маркетинг агенција која е блиска до политичка партија. Он не се дели барем 50-50? Не, многу помалце. Значи некој очаен процент и сето тоа се прави затоа што, како што кажав, поентата е некако да стигнат државни пари до приватни агенции. А дали ти мислиш дека во ЈСП нема паметни луѓе кои може да се соберат и да се направат неколку договори со клиенти, да се најдат клиенти, за да мислиш дека е тешко?
кој било да ставиш, нема да им пристапат клиенти на ЈСП за тој рекламен простор. Ќе го остават лесен тек рекламен така. простор е. И плюс, јас како градоначалник, доколку ја добијам до вербата, анкетите си инаку добри, тоа исто Сега ќе морам ги да кажам отвориме. ќе стигнеме и до таму. Зашто би ми било од интерес? Не би ми било само за да не се одливаат пари во приватни фирми за нешто што може ЈСП да го прави и потоа со тие пари да се инвестира во модернизација на услугите кои ги добиваат граѓаните, туку тој рекламен простор се користи за нешто што мислам дека е неморално да се користи, а тоа е рекламирање на казина, на облажувалници, на предавници за брз кредит. И сега ја не сум многу човек што сака да разглаба за морал, ама мислам дека за некои работи основни многу лесно човештвото може да се сложи, а тоа е дека пример промоција на еден од најтешките пороци кои доаѓа и создава ментални болести понатака за граѓаните, мислам дека тоа не треба да биде изложено на рекламниот простор на работи кои се во сопственост на град Скопје, затоа што тоа е нели општа сопственост и нашите граѓани немаат потреба на нивниот имот да имаат реклами за казина. И има тука една теорија во политиката, тоа е дека државата некогаш треба да го заштити граѓанинот сам од себе. Стално се дава пример за годишниот одмор. Нели ние имаме законски загарантиран 2 дена годишен месечно. одмор. Значи не, тој годишниот од 21 ден, од 20 како зависи. Тој ти мораш да го искористиш во текот на годината. Да, инаку ти пропаѓа до 30 јуни. Мораш така да го искористиш. Значи ти мораш во еден момент во годината да го земеш и тоа е претпоставка дека има луѓе кои не би го земале тој одмор и така би си наштетиле физички и психички на себе, затоа што на луѓето им треба одмор. И државата некогаш мора да интервенира да го заштити човекот сам од себе. И на пример, затоа ми е компатибилно со ова со рекламеве за казине и за такви работи. Едноставно, не е поентата на пример ние да го вратиме рекламниот простор за ЈСП и пак да рекламираме казине. Едноставно ние сакаме јавниот простор на граѓаните да им служи во најдобра корист. Значи тие работи се уствари толку некако чудно изматени што е тешко и да се дефинираат со Деница. Пред 2 подкасти пред тебе беше Деница Чедиковски, зборевме за тоа дека мене не ми е јасно. Добро. Нели како имаше теорија дека ЈСП нема за бензин. Викам нели се плаќа карта, секој мора да има карта што влегува. Како јас ако сум такси, нели ми плаќа од тоа има дел за бензин за одржување за се. Сега како и сите плаќаат, нема некој што не плаќа ЈСП. Се плаќа, се апсолутно, плаќа, така бидејќи не е нешто. Знаеш кој не плаќа? Има и служба за, нели, ако не плаќаш. Знаеш кој не плаќа? Не знам. Има еден Пензионерите. има еден што се вози а не плаќа, тоа е владата. Владата многу долго се вози а не плаќа, значи има договори помеѓу град Скопје и владата на Република Македонија за пензионерите, за средношколците и за студентите. Значи за категориите кои не плаќаат карта во автобусите на ЈСП, владата ги плаќа тие пари на град Скопје. Значи Министерство за социјала плаќа годишно за да се возат пензионерите бесплатно во ЈСП. Министерство за образование плаќа за средношколците и за студентите, така. Епа владата со години нема платено ништо на ЈСП од своите долгови и зашто го прават тоа? Затоа што буквално 4 години град Скопје е блокирано од било какво функционирање затоа што Данела Арсовска и ВМРО да помене се скара ако ти текнува. Значи се случува такви Целата дупки, например, сега процедура. што го посочи, една од дупките како например се случува да нема пари за автобусот за нешто за одржување. Значи, уствари државата сама на себе си го прави тоа што не плаќа. Апсолутно. Сега баш имавме Политиката го предавање на прави тоа. претходната што ти спомнав конференција настан, дека уствари најголемиот неплаќач од државата е државата сама на себе. Апсолутно. И тоа за ненормални бројки, дека не постои фирма нормално или од фирма од која нема да плаќа некој време или лесно многу оди во ликвидација. Не, ова си тера и Да, си мо- тера и бунар без Некоја без нереална дно. бројка беше сега да не лупам колку од нели од тоа што е платете ми спрема државата, колку е онака Па изискано. на град Скопје му должат и општините скопски. Например на претпријатието Лајка кој е за бездомни нели кучиња, има сметки кои не се подмирени од општини скопски со години, например општина Сарај со години нема платено
своите обврски ги нема платено И кон тоа нема мајка. како се регулира, нема Преку има правни механизми, едноставно, ама кај нас извршители што. Ајде вака да ти одговорам. Значи, Да, во како светот е на реално, политиката, во светот на политиката Има како е и како стварно. многу е, не знам како да ти кажам, во Македонија не претерувам, не драматизирам ако ти кажам, дека треба секогаш assume the worst, ама најозбилно ти кажам, значи така функционира, многу е деструктивно, политиката е многу деструктивна во Македонија и мислам дека не требам тоа многу сликовито да го објаснувам затоа што ние сме свесни Се гледа. дека стварно пропаѓаат работите околу нас. Се гледа, значи едноставно не може, ние сме дојдени во фаза кој ќе ти кажеше тебе 2000-то си роден, па си бил не знам дете си бил 2007-2008, така 7-8 години си имал. Значи, брат, како е можно од тој град сега да дојдеме во момент кај што Волку има смет? Не ми е јасно имена. Сваќаш, значи, стварно, условите се полоши и полоши, доаѓаат до ниво што не е објаснливо, ама за сето тоа има човечки фактор и мотиви. Јас сакам тоа на твојата публика највеќе да е јасно. Значи, никогаш немојте да мислите дека феномените обштествени се случуваат само затоа што така се наредиле коцките дека едноставно од Господ е даено тоа. Не, секогаш некому, некоја обштествена состојба одговара. И сега експлицитно ќе ти кажам што е работата со ѓубрето. КХС, комуналното предпријатие на Скопје, со години намерно се саботира неговата работа. Не се набавува механизација, не се набавува нова опрема. Се остава предпријатието во долгови, преку сумњиви договори се испумпуваат пари, управниот одбор и надзорниот одбор ја блокираат работата на предпријатието, Советот на град Скопје му ја блокира програмата за работа и тоа со години се блокира предпријатието. Во меѓувреме скопските општини почнуваат да создаваат диви депонии. Значи во Бутел, општина Бутел има создадено дива депонија. Тоа е десно од булеварот Христијан Тодоровски Карпош кај клучката за излез на автопат. Во општина Газибаба, кај Јурумлери, општината си има направено дива депонија. И сето тоа се случува со години за помеѓу нас, граѓаните на град Скопје, да се создаде резигнација кон комуналните предпријатија. Значи, буквално да бидеме незадоволни, да си кажеме сите на други ова не функционира, и во тој момент, кога ќе се создаде доволно резигнација, тогаш се појавува тезата за приватизирање на комуналното предпријатие. И тоа јас на 6 септември го кажав во Канал 77 дека има такви планови за приватизирање и на 10 септември Христијан Мицковски тоа го потврди, кажа као да имаме план за приватизирање. И што е тука проблемот? Клучните работи за јавни услуги не треба да бидат приватизирани, затоа што нивната логика не треба да биде профит, туку квалитетна јавна услуга. Ние треба да ги помагаме бизнисите во други индустрии, каде што се јавни услуги, клучни услуги за квалитетен живот, за ментално и физичко здравје. Тоа треба да се покрива од државата. А да ти биде најсликовито, си гледал Сопранос? Не. Во Сопранос целата поента е, они се мафијашка клика која работи со фирми за комунален отпад. Значи, ние у град Скопје, ако го приватизираме КХС, ќе се добиеме 5-6 фирмички ала Сопранос, со по еден газда, еден од ВМРО, еден од Влен, сите убаво поврзани со сите можни структури и ќе почнат поголеми сметки за полоши. Секој е така испаѓа, значи шо и да е од државни раце, пропаѓа. Не е така, апсолутно не е така. Се што е у раце на мафијашки структури, политички пропаѓа. Тука е целата поента, затоа што ние имаме примери од континентот каде што не е тоа така. Ние, Словенија, човече, ние сме биле во иста држава со Словенија. Не е дека Словенија е падната од Марс, па сега е на такво место, не знам, толку подобро од нас. Не, например, Словенија својата приватизација има направено многу постепено. Ја нема направено ненормално како ние. Ние сите фабрики во еден момент ги продаваме во 90-тите, сето производство и сите тие работи, електродистрибуција, туку
не се води државничка економска политика, се води политика на бизнис за поединците кои раководат со државата. И тоа е многу тешка работа да се прифати, ама не е само на Балканот, во Македонија, и на Балканот е малку пошироко. Ние имаме еден распаднат концепт за како треба да функционира држава. Од 90-тите навака ние овде не сваќаме што треба да биде државата. Државата, например, не знам како ти кажам, во Франција, кога се деси енергетската криза, државата ги презема, например, енергетските капацитети ги одзема од приватни раце, затоа што државата треба едноставно во клучни моменти да постапи за доброто на да може да е појака, популацијата. што кај нас не е случај. Апсолутно. Сега ме интересира едно твое мислење, збориме со брат ми, бевме на некој пат, се враќаме, и му избориме дека е се, нели, хаос, сите гледаме што се дешава, мене ми е многу, мислам, кој не ги гледа некои работи, сега треба многу глупи да се правим, или сега, окей, после ќе почнам некои тези испрема вас, нели, како вие тоа би го направили, некои прашања тука да тестираме некои тези, окей, све тоа стои, ама факт се некои работи, и сега кој се прави луд, супер. Самим те збориме со брат ми, окей, не функционираат basic работи, знаеш, значи зашо, као шо. И му викам, добро, колку мислиш дека луѓе имаат корист од во државата? Викам, сигурно немаат 500.000. Му викам, сигурно немаат 300.000. Му викам, ајде да речеме, имаат 100.000 за плата, значи за 500 Само евра. за плата, да. Имаат, да речеме, 50.000 за екстра нешто од плата, како она, знаеш, македонскиот балкански дрим, као да работам државно и приватно чепкам. Уште 30.000 имаат за тоа, значи 130.000. Уште 10.000 имаат дилови и вајде уште 1000 се у big deals, као колку може да се тоа луѓе. Од таа математиката или поише или помалце? Помалце се. Тури се помалце, мислам, дека тоа е најголемиот проблем. Нели сега, зашо збориме, као јас се овие работи што ги знаеме и ти, значи ние не сме се у тој паралелен универзум кај што некој зима плюс нешто од тоа за нешто што не се десило или што не се направило. Значи не сме у тој универзум. И многу луѓе не се. Има многу луѓе што се окей, тука нели ние си црниме и сами по себе. И факт е, и на моменти делуваме стварно и дека не сме храбри, дека не сме доволно решителни и слично, се тоа си стои. И сигурно со причина сме кај што сме. Јас сум изда таа теза, па и луѓето често, мислам и младите и постарите малци одбивност има спрема политика, тоа прес како зборевме, тоа е најголемиот предизвик сега според мене. Онака чисто да сака некој да те слушне, макар да имаш да му кажеш нешто најбитно на свет. И таа теорија не беше интересна, колку луѓе имаат од овој хаос, као ќар. Као ние сме пак 2 милиони луѓе тука живеат, секакви луѓе, сите функционираат, овие луѓе тука со многу време. И сега колку тоа е многу малце, тоа е најпроблематичното, значи тие сите луѓе што ги збориш што се вработени, тоа е се еден мал дел од колачот. Значи најголемиот дел од колачот е во апсурдно мала група на луѓе. И тоа се раководствата на партиите и неколку мина. Значи не се ни лјадници. Не, ја мислам дека се под 1000. Значи под 1000, најверојатно под 1000 луѓе. Ама тука значи нешто стопански комори, политички партии, тука негде нешто се движи, тоа се едноставно единствените елементи кои имаат корист од ваква работа. Еве, уште една брза работа. Зашто, например, во град Скопје не се гледа долгорочно, не се гледа визионерски. Нели ние зборевме на почеток дека човече има решенија што постојат по 150 години, ама во град Скопје ништо не се применува. Во град Скопје не може една страница, веб страница во Македонија се направи нормална, не нешто по-комплицирано. Пример за град Скопје, ние имаме идеја како може да се реши јавниот превоз. Пошто во време на кампања моите против кандидати имаат ветено све, значи буквално имаат ветено све, значи од А до Ш е ветено све, значи од инфраструктура до подобрување на секој аспект на живење и кул, сето тоа е окей. Ние имаме замисла за буквално еден крупен капитален проект на кој Скопје треба да се фокусира во идниот мандат. Еден. За пругата? За пругата. Да. Значи, град Скопје дефинитивно тоа е нешто, значи најголемо решение и треба така, мислам, многу логично. Мора долгорочно нешто да се преземе, затоа што град Скопје мислам дека сите гледаме што му се случува од адхок решение. И пругата, ако почнеме да ја градиме и да ја оправаме оваа која веќе постои,
Абе еве овде поминува кај тебе кај тут студија. се слуша. Значи тоа не е замислата, овие овде шини да се искористат. Затоа што буквално цела Европа, и цел свет, значи има железнички превоз. И Скопје е баш градови. таков град по должина Така некако, а не е по ширина. Да, и има логика, Таква е има артерија, формацијата на градот. Апсолутно. И па да се направи. И сега треба да се направи и има пресметки, и има, значи јас сум меѓу другото и пратеник, јас сум присуствувал на седници каде што сме се задолжили како држава над 7 милиарди евра у последните години и пол ден. Над 7 милиарди евра, тоа се баснословни суми за држава како Македонија. И нормално тоа подразбира развој на цела Македонија, ама за проект од ваков тип, за ставање на железнички превоз во функција Тоа би чинило колку? Сигурно милиарда. под милиарда, 520 милиони, точна пресметка според нашите инженери. 460 милиони евра за реконструкција на постоечката пруга, која постои сега што ти е до студио, и поставување на таа долгата исток-запад, 460 милиони, а 60 милиони евра набавка на возови. И економски, долгорочно исплатливо, зошто? Затоа што автобусите, например, Загадуваат, на 10 години 150 милиони да обновиме флотата автобуси. Значи на секои 10 години, пошто автобуси можеш да замислиш автобус што носи илјадници, вакво као... Сам си има рок на трајање. Си И има 10 е рок на многу трајање, реално. и тоа 10 е многу, да, реално. Тоа е малце онака на 10 тегнење. години да ги менјаш, ти е 150 милиони да смениш флотата во некоја нормална бројка. Ако се инвестира долгорочно во таа пруга, мислам дека за следните 100 години би се решил сообраќајот во Скопје, затоа што возовите и после 20 години се во цутот на младоста. Возовите имаат многу по-долг животен век и можат многу луѓе повеќе да пренесат, например, кога е шпиц, само прикачуваш повеќе вагони, пренесуваш поголем број на Ма луѓе. сигурно што измислам брат кога гледам у Кина, ние кога да живееме на друга Леле, планета. у Кина, човеч, абе не е само Кина, еве јас знам. Слушно дека си бил ти у Кина нешто. Такви моменти слушам. Тоа, човече, Го гледав ако иначе имаш... лидерот вчера беше Добро. на кај една господја од Куманово што многу ми се Јас сум бил таму. Ми Јас заборив сум бил таму. Па тебе не Тоа ми е многу омилениот ми се свија подкаст, може како би, се што вика сум Иван Аткинс. претресување или Подкастрување. Ја се извинувам многу. Да, подкастрување. И го таму, гледав да. лидерот ваш Димитар. Аха. И он спомна дека си бил сега ова се надоврза и тоа сега ние што збориме за ова, како тоа да не постои у светот. Па тоа сакам Мислам, апсолутно, чај. ама има логика Да. и тоа. Зашто? Затоа што единствената фирма во Македонија која поставува пруги е Македонски железници. Не поставуваат Да. пруги фирмите на овој на оној, сваќаш, ама сите они знаат да бетонираат, да армираат, да сваќаш сите тие работи, одма ќе прават згради у Скопје, нема прават пруга. Зашто државна фирма да се обогати кога може баџанакот и шурата? Имаше наш кандидат во Куманово една генијална реплика на дебата, пошто таму двата кандидата помеѓу знам и сега само цела емисија нешто си ваделе тетин, ти брат, ти ова, она, некои корупции. И вика нашиот кандидат, еве, вика, слика и прилика, вика, Куманово го владе шуро баџанаштина, вика, и тоа е буквално шуро баџанаштина. Значи, затоа што шурите и баџанаците бетонираат, а не поставуваат пруги. Скопје во 2025 година нема пруги. Пак идеме после, кога ќе отидеме негде, кога ќе видиш трамвај, на стори ќе оставиш онака, кога да си отишол Да. у 1910-та негде, а не 2025 Обавезно на стори. човече. Сами тоа е веќе outdated. It's just a railway, bro, као, можеме да го имаме и у Скопје, мислам дека. Ништо, се надевам сега дека ќе има некој одзив, нешто дека ќе Јас повикувам Пробаме. да има одзив, зошто? Затоа и те Затоа викнав што денес нема да збориме цензус, да- брат, нема цензус. Значи да излеземе 20% тие што излегле не решиле за следните 4 години. Ова не е играчка. Судбините ни ги креираат. Ти за 4 години, ако се вратиш уназад кај си бил пред 4 години и сега кај си 4 години, тоа е голем простор. Да. И не смееме да не дозволиме е баш малце. Не е баш малце. И не смееме да дозволиме малкумине. Овде стално малкумине одлучуваат во Македонија. Значи има некои предикции дека излезноста ќе биде дефинитивно под 50%. И тоа е толку жално. Ами јас ги разбирам, јас да не бев во политика, ќе се осеќав исто, затоа што овде во Македонија немаш за што да се фатиш да ти даде надеж, едноставно
се таква е ситуацијата, како некоја Апсолутно. апатија тотална и Ама мора да се прифати одговорноста дека покрај нашата апатија, ние ако нешто не му даваме значење, не значи дека неговото значење исчезнува. да, тоа ќе си тера. тоа Доброто ќе си ќе ни остане све. Тоа ќе си тера паралелно. Така да ги повикувам младите особено, затоа што јас имам многу голема надеж за Македонија и ова не правам политичарски муабет, имам надеж за Македонија, ама стварно имам надеж за Македонија, затоа што мислам дека следните генерации се многу поразлични од генерациите на Ја нашите се родители. согласувам апсолутно. Прошлиот подкаст баш беше професорен од економски, зборевме на таа тема, после гледав некои коментари, мислам коментари зашо сме збориле со остана Македонија и сад да му пишам на дечкото, ама што да правам, значи сега сум веќе тука Апсолутно, и веќе сум апсолутно. инвестирал ова, што да правам, ајде малце, знаеш и онака сум, сега знам дека и вие често сте поготово сега со ВМРО колку што сум утек, малце сте така поексплицитно, Малце поише. некој баш сериозен као веќе бив, тоа Да, преминува да, веќе бив. Тензично е, Значи, тензично е. окей, мене и ја и за тоа не сум као, ајде малце сите, значи минимално да се најде НЗС некој за да функционираме нормално. Значи Италија толку тешко. ама тешко е, апсолутно тешко е и Значи сега- као, окей, се е окей, нели, значи добро, некои шеми паралелни универзуми развиени 30 години, се ни е јасно на сите. Као не може да се вразуме за некои нормални работи. Поготово, ајде да не зборам сега да не навлагаме, Па, овие од можеме ли трагедииве сите- до овие работи, јавен превоз збориме. Можеме ли да се согласиме сите дека поубаво е да има парк уште отколку уште еден комерцијален објект тука некоја таму глупошти. Ја мислам дека сите би отишле за парк, реално во Скопје, значи доста ни од бетонизирање на мала кои се убави за живење, доста ни од загадување на воздухот. Ја мислам дека дали ние За воздухот и таа тема. и тоа сакам да ти кажам, значи независно од нашите гледишта, независно од нашата идеологија, независно дали сме индиферентни или не сме екстровертни, интровертни, високи, ниски, ние Да, нема- можеме да се согласиме сите дека воздухот не ни е окей, така. И тоа е целата поента. Значи, промената не можам јас да ја донесам. Не можеме да ја донесеме ни јас ни ти, ни он, ама кога би се собрале едноставно сите во еден придонес за општото добро, затоа што во Македонија си има изгубено општото добро. А мислам дека новите генерации конечно мислат за општото добро, дека новите генерации виделе дека не е поентата. Знаеш зашто сме ние поразлични? Затоа што ние сме виделе дека што и да правиш, колку пати и да го направиш вистинскиот избор, колку пати и да се помачиш тоа да биде исправно, идеш против своите инстинкти, идеш против... Сме сватиле дека во Македонија ништо не ти е загарантирано. И најдобро да постапуваш, ти пак можеш да бидеш изигран, можеш да бидеш оставен без основни услови за функционирање во било што правиш, се распаѓаат работите околу тебе. Затоа, конечно, мислам дека нашата генерација сваќа дека борбата не е само поединечна, туку дека борбата е колективна. И дека ние мораме да почнеме заедницата да ја третираме како нешто живо, како нешто што постои. И тоа може само да се направи преку моментот кога нашите индивидуални желби ќе ги ставиме зад колективните желби, зад доброто на колективот, зад доброто на малото, на градот и така натаму. Сега, вака кога збориме од преска и постојано размислам и предходниот подкаст, често кога во овој тип на дебати се водат и некој ќе кажа досадно е вака и си размислам дали сме ние ненормални уствари. Знаеш што збориме ти текно веќе до толку е станата работата како дали е ненормално ова што збориме дека сите онака да се нели сите живееме у такво време. Нели индивидуализмот се повеќе се истакнува, се повеќе секој има потреба од нешто полуизмислено, полуреално, небитно, ама како може 5 секунди да застанеме и да пробаме да направиме нешто. Апсолутно. Нели е многу лесно у суштина? Па не е лесно, апсолутно не е лесно. Не е лесно и се веројатно знаеш како нема да лажам. И јас сум многу пати обесхрабрен, ама не сме да замислам ти си внатре. Не сме таа обесхрабреност да ни стане модус операнди. Тоа е целата поента. Обесхрабреноста, секој пат кога ќе се обесхрабриме од нешто, тоа треба да ни биде поука, иако може би звучи многу корни моментално, ама озбилно е така, пошто единствената константа во животот е тоа што животот е маратон, брат, нема да застане сега, нема да
нема да биде во етапи, туку тоа е една континуирана прича. И зашто го зборам цело во ова, за да дојам до целата поента што мене најмногу ме плаши, што 29 години поминале зад мене, 30 години, најстрашното нешто што можам да го замислам е дека ќе има уште 30 години континуитет на ова сценарио. И тоа е најмногу нешто што ме плаши. Затоа што ние влегуваме во години каде што, не знам, треба да создаваш семејство. Како може нашите генерации да создаваат семејства, кога каде кидат тие деца вакво во болници, ние сите ги знаеме нашите болници, градинки, ги носиш, имали нашиот обичен млад човек пари да развива семејство, имали пари да си дозволи домување. И тоа е целата поента. Многу малце се збори за тоа. Едноставно не смееме да дозволиме, затоа што толкав дел од животот веќе ни ја помина, ние младоста во ова сме ја поминале. Тоа ни е нашата среќа е ова се картите едноставно за нас. Нема нас. Ова време се погодило. Млад си брат сега и тоа е тоа и не е баш најако. Ама тоа е тоа. И сега работата е дали сакаме да продолжиме уште 30-40 години да живееме во ваква сценарија. Да, апсолутно. Преска еден колега ми рече, викам ќе биде Амар после од Левица и ми вика убаво му кажа Ландов за Рилот и го гледаме Рилот кај што зборите за вие сте имале предлог претходно, претпоставувам од ВМРО од СДС, многу од пратеници се кандидираат за градоначалници. Да. И вие сте имале предлог дека треба да дадат оставката и сега зашо вие не сте го направите? Сега не знам дали ти си единствен од пратениците или сите сте. Двајца претеници имаме кандидати. Познат, окей, и вие не сте дали отказ. И сега дали сте вие исти како вие? Сигурно сме исти, исти сме. Знаеш, некој кога ќе ме прашаат исти сме, кога да не знаеме ја и ти, баба ми дека Левица не е на власт во Македонија, значи луѓе, 7 милиарди евра не задолжи у последните година дена. И ние зборуваме дали сме исти како нив. Не сме исти, тоа многу сме горди дека не сме исти. А како нив ќе дадам брз одговор за таа оставката, значи тоа се политички преседани. Значи ние сме повикале дека пратениците во 2021 кои се кандидираат, треба да дадат оставка доколку не победат. Ама тоа е политички преседан кој тие го поставиле дека не дале оставки. И тоа не е противправен преседан, значи не е криминален преседан, туку е политички преседан. Во политиката има инструменти на функционирање едноставно. Така тоа е тоа е целата поента, правила на игра. Да. И ако можат они да кандидираат вице-премиери, министри, пратеници, едноставно ние свативме дека не е неморално и од нас да настапиме со нашите најсилни адути во дадениот момент. И ништо не правиме противправно и најголемата гордост што имаме во нашите животи е што не сме како нив. И тоа е најдоброто, најголемата доблест што имаме во врска со нас и едноставно сите политички механизми ќе бидат искористени против нив, затоа што ние ги знаеме, чисти криминалци сме и доблеста се бори против такви криминални структури. Значи сега ме интересира кога имаме ние регуларни избори? Регуларни 2028, уште не го знаеме бројот за Левица, да кажам. Нешто се најава за следна година дека избори ќе. Добро, тоа е можеби пред време, ни ќе видиме, ние сме спремни како опозиција да идеме, ама не. Сега вие влегувате го гледам во некоја многу отворена како војна за следните 3 години. И сега со овие кандидатурите, поготово ти некако многу како да почна бодеш очи искрено. Фронтално малце. Сигурно не име пријатно, сега верувам дека не се може суетни, они може се е окей, нели да не. Не знам како гледат на тоа политичките партии, ама значи вие некако се повеќе настапувате поагресивно. Ќе го издржите тоа темпо, мислиш? Ќе го издржиме, апсолутно ќе го издржиме, затоа што единствените предности кои се на страна на поголемите партии се тоа што имаат пари, што имаат моќ, што имаат системска потпора, имаат институции кои ги користат, вработувања партиски, уцени, подкупи, сето тоа е на нивна страна, ама на наша страна е креативноста, умот и тоа што ние и на вистина и волјата и на вистина тоа што ние потикнуваме од најобични позадини, на вистина народни позадини, не знам како да ти опишам, не сме династиски политичари. Овие се сите синови на пратеници, синови на амбасадори, синови на министри, тоа има една разлика едноставно во како ја разбираме политиката и тоа е тоа. Значи ние сме спремни во следниот период, затоа што претпоставуваме дека ќе имаме добри резултати, да настапиме уште посилно на парламентарните избори и
фокусот сега не е локалната нормална политика за овој циклус. Сега имам уште 2 прашања и приведуваме при крај, веќе сме 1 сат, иначе брзо некако Озбилно. нели да 50 минути. Сега ја видов, се Него, заспоревме не, некако не, мене, не, дали дека осети уморни се, премногу да, амалца како и да да, викам да, дали да. зборам, дали придремувам, знаеш Дали се се проверувам, снима. дали се Да, снима да, ствари. дали се Еј, тоа е снима. добро прашање, Да, требаше да да, се да. провери. И сега ме интересира, ти би бил, нели збориме, идеално сценарио, претендираш за градоначалник на град Скопје, Добро. би бил назначен, не знам како да се ти работи, а не ми замерат луѓето, значи околу, не знам кога е тоа, да речеме за месец дена од сега, ќе се назначи, Круна нели, ќе ми ќе се става стави вако. градска се шала. Ме интересира твојата визија од првиот ден натаму како би изгледал, онаку у кратки црти една твојот мајндсет ме интересира во моментот да се ставиш сега во таа улога, онака нели збориме, веројатно ти нели со самото тоа што претендираш, натаму претендират исто за големи работи ти твојата партија. Сега не офаќам партијата поише лично се зборевме ние, што мислам по-окей. Така. И која е твојата визија од тој момент? Со кој мајндсет настапуваш со Настапувам со мајндсет на градоначалничката на грац од Австрија. Тоа ќе ти кажам во кратки црти. Јас се запознав со таа особа и таа особа страшно ме фасцинира. Она е веќе градоначалник 4 години. Имав прилика да разговарам долго со жената, имавме еден формален состанок, па после имавме вечера. Значи имаше тука доста дискусија во поглед на локалната политика, во поглед на незината работа. И за да биде јасно што подразбира тоа, таа жена е потполно спуштена кај граѓаните. Ако можеш да замислиш градоначалник од цртан, ти теки онака да мејер као да Да, со капа да. и со такво. Швидек, онака на свирка. Да, значи одма онака кога повикаш ќе почнеш да збориш hey look is the mayor, као веќе е тука, знаеш. Да. Па Значи, тој е уствари градоначалник. Па тоа е Нели поетата на мејор, тоа е градоначалник, мејор, да. И она е на пример од 8 сабајле до 4 попладне на работа во канцеларијата градоначалничка, а од 5 до 7, 2 сати секој ден издвојува за средби со граѓани. И луѓето кои беа во низиниот тим се зафркаваа, вика, на нас поверојатно ни е да добиеме состанок со неа ако се пријавиме ко граѓани, Него за да ко- не чуе за проблем, него ли како дел од низиниот Деле, тим. да. И сега што е целата поента? Неколку реченици ми останава тој состанок, она ми кажа, вика, покрај студии, скапи физибилити студии за што треба да се направи, вика, сите тие работи, вика, кои изискуваат, нели, нормално проекти, градење, подобрување на услови на живот. Вика, тоа што јас го правам 4 години, е секогаш ги третирам личните контакти со луѓето на тие места многу поверодостојно од студиите и параметрите кои ми ги даваат и научниците и експертите, или па бизнис пресметките, не дај Боже во случајот на во низиниот случај, она оди, избори со луѓето на лице место, избори со сител. Feels like, што би рекле како. Сакаш едноставно го третира проблемот дека најдобро знае одговор да ти даде за одредена работа некој што тоа го живее како секој дневие. И она настапува од таа перспектива. И сега работата кога би можеле тоа да го примениме во град Скопје, како би изгледало тоа, јас замислувам дека прво треба да се види со вработените од предпријатијата. Значи треба да се направат состаноци со вработените од предпријатијата и да се направат акциони планови. Да се извлечат раководства кои ќе бидат стручни, а не партиски. Да се стават на вистински места. Затоа што јас сум убеден дека во град Скопје има многу интелигентни луѓе. Сваќаш што е работата. Можеш да го прашаш кој е најдобар од тука? Значи, има експерти, има Не е тоа многу научен тешко, вака не звучи. потенцијал. Тоа ми е муабетот. И само треба да се ослободи од бизнис прегите, пошто ставене Курто, пошто Курто е врската со, не знам, лампа трейд, сваќаш и мора тој да помине. И, значи, прво мора да се сретне со предпријатијата, да се извлечат експерти кои ќе ги водат тие предпријатијата и во оделите и во раководството и да се тргне во насока на санирање на основните работи, на чистење и, како што кажав на почетокот на емисијата, и многу брзо прекинување на сите криминални договори, сите сумњиви договори и сите компрометирани договори во јавноста кои се веќе контроверзни како овој со рекламниот простор. И јас би сакал нешто најреално и опипливо, чистење на градот многу брзо и веќе да не гледаме казина како се рекламираат по Град нашите колкав автобуси многу град брзо. е? Како? Град колкав град е? Помалку од Скопје, 600.000 Значи не е луѓе. ни многу помал. А град? Да, за- а што ме прашуваш за град се градоначалничка. 300.000, дупло помало од Значи, Скопје.
дупло помало од Скопје. Дупло помало, по официјални статистики дупло помало, да. Ама од друга страна, таму е еден градоначалник, овде се 11 градоначалници, брат, кисела вода, центар, Карпош чај, овде цела една екипа батки градоначалници, ништо не функционира, жива катастрофа. Сега после ова за град Скопје, како ќе настапиш, ме интересира уште едно, онака сам оптимистичко гледиште да ми даеш за следните 10 години, за 10 години од сега, 2035 сме, ние сме пак тука, тие што сме решили да бидеме тука, тие што си отишле, супер, тука ќе останат многу луѓе, се надевам и повеќе дека ќе бидеме, нели, нешто ќе се случува, ќе постои државата преска многу убаво кажа дека тука ништо нема да застани, нема да чека на нас, ни да се мислиме, ни да се думаме многу. Ајде некои 2-3 работи, ама 2-3 работи онака што би биле као, ќе биде. Ова е многу тешко прашање, ама пред да го одговорам, не, имам една многу јака анекдота да кажам за ова, пошто во македонскиот медиумски простор која сум слушал за предпоставки, памтам од детство или тинеџерство, Васко Ефтов имаше често еден Југослав Петрушич му гостуваше. Некој уште му иде? Да, мислам дека... Да, мислам со сета почит кон неговата емисија, ништо вакво, за Васко, респект. Да, респект апсолутно, ама тој Југослав Петрушич секој пат кога ќе доеше предвидуваше некоја војна за 2 години. За 2 години почнува војна на Балкан. Сите го знаат, војна во Европа, за 1 година ќе се деси ова, така да не звучам како Југослав Петрушич, али стварно има две сценарија. Првото сценарија е дека не е добра работата, значи ќе продолжиме вак слично нешто на ова. Да, стварно не е добра работата, значи може уште полошо да биде, дефинитивно може уште полошо да биде, има уште многу да се краде, има уште многу да се испумпуваат пари, ако не ставиме крај на сето тоа ќе продолжи во тоа насока. Моментално ние позајмуваме од иднината на тие што ќе дојдат после нас, со сите овие задолжувања, со негрижа за постоечката инфраструктура општествена, за несоздавање на услови за младите да останат едноставно овде, на никој не му е гајле за тоа што ни се дешава масовен екзодус, значи за 10 години можеме да бидеме држава, не знам, под 1.300.000 луѓе. Тоа е можеби најреалната предпоставка што ја и ти овде можеме да ја направиме кога ќе се запрашаме што ќе биде за 10 години. Ќе бидеме држава утоер. Значи ние ќе изгубиме уште 500.000 луѓе. Тоа е можеби најреалната предпоставка што можеме да дадеме за следните 10 години. 500.000 луѓе од Македонија ќе имаат семејства и иднини некаде надвор, далеку од овде. Ама работата е што јас се замислувам на пример во Македонија, сакам да го продолжам остатокот на животот во Македонија, имам надеж во тоа што го зборевме преска, затоа што стварно мислам дека се случува некоја промена на политичката култура во Македонија, во новите генерации, затоа што ние се што знаеме цел живот е дека политиката е корумпирана, не веруваме, бега од политика, ама еден ден ќе се сочиме ние со истото политика. Дали јас на 25 години или ти на 30 за многу работи во животот, друг на 40, некојаш ќе не стигне. Да. Ќе те стигне. Да, дефинитивно. И моментот е само кога ќе се деси тоа на едно доволно големо ниво да се деси некоја промена позитивна. А мислам, пак да не звучам како сега успот да снимаме, ама мислам дека оваа генерација може да преземе некоја друга улога и да тргнат работите во подобра насока. Тоа мислам дека ова беше сосем доволно за крај, малце да има и оптимизам, а да биде и реално, да не биде клише. Ова беше најпријатниот подкаст за мене во оваа кампања, искрено ќе ти кажам, многу. Што беше ослободен од политичка. Скоро рано ми се поговоривме. Да, иако јас сум... Сега и мене може и казам сега некои политички теми, па ја размислав искрено пред да дојдеме шо како. Сега ја да почнам тука она контра тези, викам, знаеш, као малце да бегаме сите од реалноста тоа што го живееме, да видиме као размислуваме, што збориме и веќе не ни може нели на секој ни да му се погоди, ти си прифатил на многу пресериозна улога, сега што е нели татко на градот, претендираш да бидеш. И ова моево не е мал, нели се експонираш јавно како зезната работа, мислам, твоето е сам многу поише, не, твоето е многу посериозно. Ти влегуваш во поголеми бифови. И сега сме дошле тука, збориме, ќе го објавиме ова, реално толку од нас, толку можеме. Апсолутно. И ова е најдоброто моментов денес, што можеме нови датум, 3 дена пред локални избори. Амар ти посакувам многу среќа. Ти благодарам. Искрено од срце. Ти благодарам на вистина, ти благодарам. Сите што размислуваат да излезат да гласаат, веројатно тоа е граѓанско право што е фер и коректно да се исполни. Да се исполнат правото на глас и да го дадат гласот за тоа што подкаст треба да излезе
утре, четврток, Аха, така, аха. за да не влеземе во предизборен Да, мод. никако, секој биде по правила. Секој биде по правила. Тоа е тоа, во овој момент сакам да се заблагодарам на сите што останавте со вас, веќе 61 минута сме лайв со Амар. Тоа беше тоа за оваа епизода, до следно гледање, пријатно. И ги завршувам сите со бокчева. Тоа е тоа, боксче, се гледаме, поздрав.